почитувани говорници, гости и пријатели, добар ден и добродојдовте. Најпрвен би сакала да ги поздравам нашите истакнати панелисти и гости во Скопје, како и сите соработници и пријатели кај нас и во регионот, кои онлайн ни се приклучија да го следат овој настан во живо. Да ви се представам. Јас сум Афродита Шалја Плавјанска, шефица на канцеларијата на Фондот за население на Обединети нации УНФПА во Република Северна Македонија. Ми представува голема и особена чест и задоволство да го отворам овој настан, односно панел дискусија, во рамките на 16 дена активизам за борба против насилство врз жените и девојчињата, но и во пресред на утрешниот ден, денот на човековите права. Денес ќе говориме за едно од најгорливите прашања во светот и кај нас, кои што бараат итни решенија и одговори. Родово базираното насилство. Но денес сме тука и да го промовираме партнерството на УНФПА со британската амбасада, кое заедно со националните и меѓународните партнери има за цел да понуди решенија за искоренување на ова прашање. Дозволете ми да додадам дека ставањето крај на родово базираното насилство е во срцето на се она што го работи УНФПА. Неговото искоренување значи постигнување целосна родова еднаквост. Ставањето крај на родово базираното насилство е една од трите глобални цели на УНФПА, кое УНФПА се стреми заедно со своите партнери да го постигне до 2030 година. Неколку факти за родово базираното насилство во нашата држава. 1 од 10 жени се жртви на физичко насилство. 30% од жените се жртви на сексуално вознемирување. 2 од 5 жени се жртви на психолошко насилство. Речиси 1 од 5 жени лично познава роднина, пријателка, соседка, која доживела некаков облик на семејно насилство. А сличен е процентот кога зборуваме и за земјите во соседството. 3 пати повеќе жени во Северна Македонија веруваат дека семејното насилство е приватна работа и треба да остане во рамки на семејството во споредба со жените од земјите на Европска Унија. А некои жени пак сметаат дека малото насилство дури е и нормално однесување. Овие состојби значи дека бараат итни решенија. Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, позната како Истанбулска конвенција, е првиот правно обврзувачки договор во Европа кој ги криминализира различните форми на насилство врз жените и девојчињата. Горди сме, како држава, на ратификацијата на оваа конвенција од страна на Собранието на Република Северна Македонија уште пред неколку години. Тоа е голем чекор и заложба на владата за прифаќањето на принципите и правно обврзувачките стандарди содржани во Истанбулската конвенција. Конвенцијата е транспонирана во новиот закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, усвоен во јануари оваа година. Токму на денешниот настан ќе дискутираме за механизмите и начините како со примената на утврдената национална законска рамка можеме да го унапредиме процесот на спроведување на новиот закон за превенција и заштита од насилство врз жените и девојките. Овие партнерства го означуваат 3-годишниот проект, финансиран од британската влада, што го спроведува УНФПА во соработка со националните институции и невладините организации, другите меѓународни партнери, вклучувајќи го и поширокото семејство на Обединетите нации. Целта на проектот е да се поддржи владата на Република Северна Македонија, да креира и да почне со имплементација на интегрирани политики и услуги
за родово базирано насилство, применливи низ целата држава во согласност со принципите на Истанбулската конвенција. На овој настан ни се приклучија говорници, панелисти, кои придонесуваат или влијаат на решенијата за ова прашање и ги делат истите цели и вредности. Секој на различен начин, а сепак кон заедничка цел. Ми представува особена чест и задоволство да ги представам. Професор доктор Елизабета Ѓорѓиевска, сопруга на председателот на Република Северна Македонија. Министерката за труд и социјална политика, доктор Јагода Шахпаска, незината екселенција Рейчел Галовеј, амбасадорка на Обединетото кралство во Република Северна Македонија, Росана Дуџак, постојан координатор на Обединетите нации во Република Северна Македонија, и Стефан Худолин, шеф за соработка, представник од Европската делегација во Северна Македонија. Да не должам јас повеќе, да им дадам збор на нашите ценети гости и панелисти, па да го почнеме разговорот. Би започнала со мојот прв соговорник, министерката Шахпаска. Министерке, владата на Република Северна Македонија покажува силна посветеност за човековите права. Активно соработуваше со собранието во донесувањето на новиот закон, а сега има водечка улога во имплементација на истиот како на Истанбулската конвенција. Кои се клучните обележја на законот? Кои се досегашните главни предизвици и успеси? И што значи мултисекторскиот пристап, вклучително и јакнењето на давателите на услугите? Повелете. Ви благодарам. Благодарам на UNFPA за организацијата на овој настан, кој што се поклопува во 16 дена активизам за борба против насилство врз жените и родово базирано насилство, нешто што не треба да трае 16 дена, туку во текот на целата година. Пред се би сакала да ги поздравам почитуваните панелисти, Ваша екселенцијо амбасадорке Рейчел Галовеј, почитуван Стефан Худолин, представник на ЕУ делегацијата во нашата држава, почитувана прва дама господја Елизабета Пендаруска и почитувана висока координаторка на ЮН агенциите во нашата земја, господја Росана Дуџак, почитувани присутни со физичко присуство и преку онлайн алатката. Борбата за човековите права е високо на агендата не само на владата на Република Северна Македонија, но пред се на Министерството за труд и социјална политика, кој што представува креатор на политиките кои што ги адресираат човековите права и слободи, борбата против дискриминација од секаков вид, меѓутоа пред се и борбата против секаков облик на насилство, вклучително и насилството врз жените и семејното насилство. Имав привилегијата да во 2017 година гласам за ратификација на Истанбулската конвенција во законодавниот дом, меѓутоа сега од позицијата на министерка, заедно со сите институции, со невладиниот сектор, со UNFPA, со британската амбасада, да работиме интензивно на воспоставување на алатки кои што произлегуваат од Законот за превенција и заштита од насилство врз жените и семејно насилство. Горда сум што овој закон беше усвоен во законодавниот дом во јануари со консензус, заедно со власт и опозиција. Тоа говори дека насилството врз жените, како што кажа Афродита, не е приватна работа. Меѓутоа тоа говори дека насилството врз жените не препознава политичка припадност, не препознава средина во која се живее, не препознава образовно ниво на жртвите и на сторителите, едноставно представува најдрастично кршење на човековите права и слободи. По носењето на законот, во кој што за прв пат се воведува институтот постапување со должно внимание од страна на институциите и физичките лица, што значи обврска на сите кои што имаат индици или кои што се сведоци на
сторување на делото насилство врз жените, родово базирано или семено насилство, се должни да го пријават. Доколку тоа не го направат, жртвата согласно ова законско решение има право да покрене постапка пред граѓански суд за тоа што не било испочитувано ова постапување со должно внимание. Меѓутоа, она што сакам да го истакнам после носењето на законот, потребно беше да се донесат, да се дефинираат подзаконски акти, да се донесат стандарди, процедури, како за воспоставување на сервисите, туку и видот на услуги кои што произлегуваат од законското решение. И токму затоа во изминатиот период работевме и најголем дел од подзаконските акти со поддршка на UNFPA, на британската амбасада, невладиниот сектор, министерствата, институциите кои што се составен дел во справувањето со насилството, ги донесовме овие подзаконски акти и имаме веќе и на невладиниот сектор. Како во делот на креирањето на политиките, така и во делот со превенција, заштита и справување со насилството. Она што во изминатиот период во нашава држава е направено заради координиран одговор на насилството е тоа што веќе имаме 13 центри за жртви на семено насилство и родово базирано насилство. Имаме 3 центри за жртви на сексуално насилство, кои што овозможуваат поддршка на жените кои што се жртви на сексуално насилство, 10 специјализирани советувалишта во државата кои што работат со жртвите на насилство, меѓутоа она што е ново и кое што произлезе од овој закон, 8 специјализирани советувалишта кои што ќе работат со сторителите на семено насилство. Во сите овие центри, во шелтер центрите в 13 на број, жртвите се згрижени во безбедни услови. Обезбедено им е пристојно сместување, советување и пристап, односно информирање за сите права кои што произлегуваат со самото сместување во згрижувачките, односно во центрите за нивна заштита и згрижување. Дополнително, добиваат стручна, психосоцијална поддршка од ангажирани стручни лица кои што работаат со нив и дополнително се работи на економско јакнење на жртвата. Целта е за време на тој престој од 3 до максимум 12 месеци во центрите за згрижување на жртвите да се овозможи нивно активно вклучување на пазарот на трудот, имајќи го во предвид фактот дека економската зависност е таа што доведува да жртвата повторно се врати под исти кров на насилникот и да биде повторно изложена на нови обиди на вршење на насилство. Во изминатиот период преку проектот поддршка за имплементација на националниот акциски план за имплементација на Истанбулската конвенција имавме поддршка и од страна на холандската амбасада, зашто веќе се завршени 3 обуки за обучувачи за родово базирано насилство, кои што понатаму својата експертиза ќе ја пренесуваат во институциите, во министерствата кои што се надлежни да бидат дел од тој мултисекторски институционален одговор, како и 3 обуки за даватели на специјализираните услуги за жртвите. Овие обуки се наменети како за центрите, вработените во центрите социјална работа, така и Заводот за социјални дејности, меѓутоа и представниците на граѓанските организации, односно на невладиниот сектор кои што представуваат наши партнери во давањето на овие услуги. Она што во изминатиот период беше предизвик со очувањето со пандемијата со COVID-19, нашите сознанија се дека родово базираното, семејното насилството врз жените беше поголемо затоа што во еден период кога постоеа карантинските мерки во државата, кога постоеше тој локдаун, жртвите и насилниците беа затворени во нивните домови. И од тука ОПСЕ со поддршка на канцеларијата на UNFPA, со поддршка на ОПСЕ, беа изработени рекламни материјали, флаери и постери, вкупно 300.000 на број, кои што беа дисперзирани во територијата на целата држава, за да можат потенцијалните жртви да бидат свесни каде треба да го пријават насилството и каде да побараат помош. Дополнително, во периодот на пандемијата, затоа што ранливите се уште поранливи, а жртвите на родово базирано насилство спаѓаат во таа категорија на граѓани, Министерството за труд и социјална политика обезбеди 359 санитарни и прехранбени пакети заради поддршка на жртвите во изминатиот период. Исто така сакам да оддадам благодарност на уште
една организација представник на Обединетите нации, тоа е UNDP, со чија помош успеавме во изминатиот период да ја воспоставиме апликацијата Биди безбедна, Be Safe, која што со еден клик жртвата може да стигне до сите потребни информации каде треба да се обрати, каде треба да побара помош и каде таа помош ќе ја добие. Она што го споменавте на почетокот во делот на мултисекторскиот пристап, ние сме сведоци дека ниту една работа во општеството, ниту една акција нема да биде завршена ако ние само ја донесеме законската рамка и ги донесеме подзаконските акти. Работата е да ова се имплементира и да се воспостави во пракса. Затоа формирано е национално координативно тело за имплементација на Истанбулската конвенција и можам да се пофалам пред сите вас дека веќе одржавме 2 состаноци, беа присутни сите членови, односно репрезенти на сите министерства, институции на невладиниот сектор, каде што разговаравме за воспоставените процедури, донесените стандарди и за тоа како треба секој поединечно да постапува во справувањето со насилството. Затоа што успешната приказна е ако сите алки од синџирот, што значи координирана борба против насилството, функционираат подеднакво и го даваат својот придонес. Почнувајќи од подигање на јавната свест преку општествени кампањи за тоа да се препознае насилството, кое што во дел од средините, поаѓајќи од традиционалните стереотипи, од семејната традиција се препознава како воспоставена пракса на однесување и неравномерна распределба на моќта во семејството, преку основното образование, средното образование за препознавање на насилството како облик, кое што понатаму пак треба да се преточи во координирана активност и тимска работа пред се на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи, кои што се наоѓаат на првата, да речам, фронтова линија, каде што жртвите го пријавуваат насилството. И тука неопходно е да проложи со обуки кои што ќе овозможат создавање на професионалци внатре во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и во центрите за социјална работа, кои што точно специјализирано ќе се занимаваат со прашањата од сферата на родово базираното семеното, односно генерално насилството како врз жените и девојчињата. Она што е воведено како новина во законот е тоа што без судско рочиште судовите можат да донесат, имаат обврска да носат одлука за отстранување на насилникот од семејството, за да не го повтори насилството во рок од 24 часа. Тоа се новини кои што ќе значат сериозна придобивка на нас пред се како општество, меѓутоа најмногу на потенцијалните, на идните и на веќе постоечките актуелни жртви. Министерството за труд и социјална политика има посебна задача да донесе програма за ресоциализација и реинтеграција на жртвите во општеството. Само една психички зајакната, поддржана жена, жртва, било која жртва, затоа што имаме ретки исклучоци во многу мал проценти мажи да се жртви на семено насилство, само една зајакната, економски независна жртва може да излезе од домот на насилникот, може да обезбеди сопствена екзистенција, да излезе како победник и да ги ужива основните човекови права и слободи согласно меѓународните стандарди, но со поддршка на нас како институции и како држава. Јас сум сериозно оптимист дека работите ќе ги движиме во вистинска насока, секако со учество на сите институции на невладиниот сектор. Ви благодарам. Ви благодарам, министерке. Ви благодарам, министерке Шахпаска. Навистина многу работа, многу труд. Но она што би сакала да го истакнам од сето тоа што го кажавте е дека владата на вистина работи посветено. Ви благодарам, министерке Шахпаска. На вистина многу труд и работа на владата и на сите сегменти, односно составни делови на владата. Точно проблемот е комплексен. И така и треба да му се пристапи за да може да се добие резултат. Она што го истакнавте е партнерството, значи како во самите државни институции, така и на сите чинители кои што придонесуваат. Новините во законот, принципот на должно внимание и можноста на отстранување на насилникот без судско рочиште. Значи, работата на владата и на институциите е
од законската регулатива, како што рековте, законската регулатива не е доволна, до имплементација, до услуги, до мултисекторскиот пристап, до зајакнувањето на капацитети и она што го кажавте во периодот на COVID, односно пандемијата која што се уште трае, улогата на подигнувањето на и охрабрувањето на жртвите и тука другите панелисти кои што се присутни денеска има значајна улога исто во охрабрувањето и во обезбедувањето на услуги во време кога бројот на насилството, односно на жртвите на насилство се зголеми. Јас ви благодарам. Сега би пришла на вториот говорник, панелист, на Ваша екселенција амбасадор Кегаловеј. Радува неодамнешната изјава на британската министерка за надворешни работи дека жените и девојчињата ќе имаат централно место во британската надворешна политика. Би ве замолила да ни кажете каква е поддршката што Обединетото кралство ја дава во Република Северна Македонија. Повелете. Ви благодарам многу. И би сакала да се заблагодарам на УНФПА за организирање на овој настан и да кажам за од страна на моите соговорници дека добра е страна се гледа посветеноста на владата и надворешната заедница што го разрешуваме ова прашање и го дискутираме ова прашање. Преку 16 дена на овој активизам ги слушаме овие статистики и понекогаш може да престанете и престанувате да ги слушате. Како статистиката за оваа земја на почетокот тие беа навистина шокантни. Ние навистина треба да сме свесни за тоа и да го земеме како основна статистика дека 15% од жените и девојчињата представуваат од 15% од светскиот потенцијал и неравноправноста меѓу половите и гледаме како го стагнира прогресот во некои области, дури и во погрешна насока. А насилството за жени е најшироко распространето прашање во нашето време. Како што министерката рече, за жал, за време на COVID пандемијата гледавме и една пандемија на проширување на насилството во домот. И ни кажавте, што прашавте што Обединетото кралство прави во таа насока. Ние сваќаме дека сме глобални водачи во разрешување на ова прашање. Во последните неколку години се обидовме да ставиме приоритет да го вклучиме родовата рамноправност како реакција на тоа. И како Елизабет Траст, министерката за надворешни работи, која што вели дека жените и девојките се во центарот на приоритетот на надворешно-политичките приоритети. А тоа е приоритет за запирање на насилството врз жените и децата. Во ноември таа даде изјава каде што ги осудува формите на насилство како силување врз жените. Мило ми е што Македонија е дел од подписничка од оваа изјава за да се заштитиме дека треба да имаме стратешка соработка, да се справиме со сексуалното насилство во дипломатските работи и во зачување на мирот. И мило ми е што Македонија е подписник на овај писмо. Ке имаме глобална конференција, да имаме превенција, спречување на насилство во вооружени конфликти против жени и деца. Како министерот рече, законот веќе е во согласност со стандардите за полова рамноправност, но на терен треба да се гледа како се работи. И мислам дека сите тука се посветени да работат, да се постигнат спроведувањето на Истанбулската конвенција според согласно новиот закон.
Но исто така знаеме дека успехот зависи и од да ги ставиме во преден план организациите што работат со жените за поддржување на правата на жените во Северна Македонија и со програмата на УНФПА да градиме јаки односи со невладини организации, да одговориме во борбата против насилството врз жените. Мило ми е што започнуваме со проектот, тригодишен проект во поддршка на македонската влада за имплементација на политиките за родовото базирано насилство, за да се подобрување на услугите на жртвите, за заекнување на капацитетите и ние ќе работиме за превенирање на сексуално базирано насилство во јавниот дискурс и во кампањи за со заедничка работа ќе создадеме едно општество каде што жените и девојчињата ќе го остварат својот целосен потенцијал и како рамноправни граѓани во секоја насока. И ние ќе можеме да направиме голема разлика во животот на сите жени и девојчиња во оваа земја. Ви благодарам. Благодарам, госпоѓо амбасадорке. Благодарам, госпоѓа амбасадор Галовеј. Амбасадорке Галовеј, навистина самиот собир денеска зборува за посветеноста и на нашата држава и на меѓународната заедница за ставање крај на ова горливо прашање во глобални рамки. И како што рековте, бројките се застрашувачки и треба навистина да не поттикнат уште повеќе, да ги собереме заедно силите и да му ставиме крај на овој проблем, особено што, како што истакнавте, самото прашање го стагнира прогресот во државата и глобално. И уште што е најважно е дека насилството е едно од најраспространетите кршења на човековите права во светот и кај нас. За самиот проект, тригодишната соработка е еден, значи ќе биде основа околу која што ќе ги врзуваме и другите партнерства, за да можеме заеднички на еден стратешки начин и со стратешки пристап, како што и самите вие истакнавте, да може до крајот на овој проект да покажеме некакви видливи резултати кои што ќе се рефлектираат и во бројките, што не е лесна работа, но посветени сме и мора тоа да го направиме. Ви благодарам. Сега би пришла на третиот наш говорник, а тоа е господинот Худолин. Господине Худолин, што превземе Европската Унија и кои се нејзините цели во блиска иднина за спречување и заштита од родово базираното насилство? И како го гледате вие напредокот на Република Северна Македонија на оваа тема? Повелете. Благодарам за вашето прашање. Се надевам ќе биде и во моите точки исто така и внесено, но јас би сакал да ви благодарам што сум овде и на моите копанелисти овде на сценава. Секако дека е голема привилегија да се биде овде денес и ви благодарам на фамилијата на Обединените нации и на нашите британски партнери што ни помогна во овој процес и кога ја добивме поканата и овие денови има многу покани што доаѓаат овие денови. Јас не бев, одлуката не ми беше лесна, значи интензивно сакав да се занимаваме со оваа тема и тоа е заради тоа што мојата сопруга и јас имаме 3 ќерки и син. И ако продолжам согласно статистиките што ги чувме и овие шокантни статистики, и едното барем ќе биде жртва на насилство, значи ако и тоа е нешто неприфатливо ниту за мене, ниту за општеството, за чинителите, за институциите, за било кој овде или околу нас. Сепак во 21. век
родово базираното насилство се уште се случува. И за жал и трагично и шокантно е тоа што се уште минува не покриено, едноставно останува сокриено. Значи, и ако се навратиме на времењата пред COVID пандемијата што беа во Северна Македонија и што се уште се трагични, и имаме бројки кои што секоја втора жена е жртва на некој начин на родово базирано насилство, и пандемијата секако само ја влоши состојбата. Домашното, семејното насилство се зголеми, пандемијата ги укажа нашите слаби точки низ целиот свет и тоа мора да биде решено. И вклучително и зајакнување на заштитите објекти и пристап на жртвите до правдата. Многу се смекни што можеме да видиме и дека сме сведоци да ситуацијата што Северна Македонија е членка на и потписник на Истанбулската конвенција како прво и на цел ни е посветена за достигнување на родова еднаквост и за поддршка на правата на жените и за спречување на сите форми на РБН. Ние им ви честитаме за донесувањето на законот што го спомна министерката Бојанари. При тоа можам да кажам дека се постигна значаен напредок во превенцијата и заштитата против насилството врз жените, и овој закон исто систематски воведува реинтеграција на жртвите. И како што сите нагласивме, тоа треба да биде пренесено и имплементирано, треба да биде со живост исполнето. Значи, освен тоа, потикнувањето на општинските центри за социјална работа соработуваат со невладиниот сектор, што им се нуди заштита на жртвите од насилно. Сепак, ги одобруваме, ги поздравуваме овие адекватни капацитети и напори кои што се вклучуваат во центрите и да зголемување на експертизата во полицијата и во институциите за да се решаваат состојбите кои што се вклучуваат семено насилство. Доаѓајќи на прашањето и давајќи ви информации за тоа што каква е состојбата со ЕУ во тој аспект. Генерално во ЕУ не е светол пример. И покрај тоа што 14 од 20 врвни земји за родова еднаквост се членки на ЕУ, но има разлики во различните земји. И никогаш не смееме да од овие резултати очекуваме дека ќе бидат добри. Значи, ни една земја нема постигнато целосно родово еднаквост и работата се уште треба да се заврши. Родовата политика во ЕУ е дел од новата стратегија за родова еднаквост и таа е во согласност со нашата посветеност на председателството да се добие еднаквост во родовите во 2025 година. Целта како ЕУ, каде мажот и жената, момчињата и девојките во своите разлики се слободни да го одберат својот пат во животот, имаат еднакви можности во секое европско општество. И на крајот, и во врска со тоа, Европската Унија не поддржува ни внатре во ЕУ, но и вон ЕУ имаме партнерство и со Македонија. Така да ја зголемуваме поддршката на жртвите на РБН за да се донесе стратегијата за борба против жртвите, против насилниците и да се спречува насилство. Европскиот совет исто така работи на решавање pay gaps between men and women. На разликите во платите кај мажите и жените. Има многу аспекти кои што сакаме покрај конкретните афирмативни активности за решавање на последиците од РБН. Сакаме да ги зголемиме напорите во зајакнување на оваа тема и подигнување на повисоко ниво. Во суштина, оно што сакаме да го постигнеме е дека не само што ги решаваме последиците, туку сакаме и причините да ги решиме, кои што водат до РБН, а тоа вклучува отстранување на стереотипите, зајакнување на жените во економијата, достигнување на баланс помеѓу родовите и носење одлуки во секој дел од нашето општество. Уште многу нешто треба да се направат и тоа е напор кој што не застанува. И комисијата ги потикнува институциите во земјата да го елиминираат РБН, да го стават на врвот на својата агенда. Ние почнавме и ќе продолжиме да го ставаме како мејнстрим во сите наши политики и имплементации. Ќе продолжиме да ја поддржуваме Северна Македонија во овој аспект. Среќни сме што соработуваме со повеќе гранки од
семејството на Обединетите нации и исто така и на невладиниот сектор и во нашиот ИПА 3 пакет, тоа е нашата финансиска рамка за наредните 7 години, ќе алоцираме значајни средства за борба против РБН, но исто така и за мејнстрим на сите активности кои што ќе треба да ги променат нашите начини размислување. Ако имаме проекти во индустријата, во сообраќајот или било каде, ние треба да работиме на аспектите на спречување на семејносно наследство и на РБН. Да го илустрираме ова понатаму, може би ќе дојдам на примерот од претходно, ако сакаме да ги едуцираме нашите синови, не треба да ги штитиме нашите ќерки, така да тоа е голем резон тука што произлегува целата ова состојба и сите се повикуваме на тоа и наша одговорност ќе биде дека нашиот удел треба да го направиме за да можеме заедничката цел да ја постигнеме, да живееме во свет без наследство. Благодарам за вашето внимание. И благодарам, господине. Наистина, во вашето обраќање фактот кога ова прашање го доближуваме до оние што ни се најблиски, тогаш сваќаме и колку е тоа сериозно и колку лично не допира. Како што рековте, имате 3 ќерки, а на крај од вашата порака јас имам 2 сина, така да мојата работа е можеби и поголема него вашата, како моите синови да ги научам, односно да ги насочам во насока да насилството да не биде во никој случај дел од и родовата еднаквост да биде дел од мислам нормална појава. Она што би сакала да го заклучам од вашето говорење, кажавте многу битни нешта, но најбитно е посветеноста на државата, но и посветеноста на Европската Унија до 2025 постигнување на родова еднаквост и реализирање на потенцијал еднаков на мажите, жените, девојчињата и момчињата. И фактот дека се уште и во голем дел на развиени земји, како што се европските, немаме се уште родова еднаквост. Тоа уште повеќе не поттикнува дека треба на секое поле да се работи. Истакнавте дека Европската Унија веќе поддржува активности тука и многу е значајно координирањето на сите нас, да немаме дуплирање, туку да имаме навистина синхронизиран и заеднички пристап. И алоцирањето на значителни средства за ова прашање е уште поохрабрувачки, меѓутоа нивното искористување по правилна насока со цел, значи не само пишување на политики, не само произведување на документи, него нивно вистинско имплементирање со цел животот на оние кои што се најмногу загрозени и чиј што глас сме сите ние тука да биде променет. Ви благодарам. Сега, нашата следна говорничка, ценитата прва дама, професор доктор Елизабета Ѓорѓиевска. Доктор Ѓорѓиевска, вие неуморно, активно работите на јакнење на свеста и унапредување на човековите права сиве овие години. А исто така и на специализирани услуги за поддршка на жртвите. На што планирате вие лично и кабинетот на председателот да се насочите во периодот што следи со цел искоренување на родово базираното насилство? Повелете. Ви благодарам. На почетокот, почитувани панелисти, почитувани присутни и оние што не следат онлайн, морам да кажам дека навистина ми представува чест и задоволство да бидам во друштво на вака ценети панелисти и да биде отварање на еден нов процес помеѓу ЮН агенциите, британската амбасада и институциите од нашата држава во контекст на спречување и заштита на насилството врз жените и девојчињата. Веќе слушнавме и мора да се согласиме дека трендовите кај нас за жал не се добри. Значи, околу или повеќе од половина од жените искусиле барем некаква форма на насилство.
Ќе се согласиме дека родово базираното насилство и насилството врз жените и девојчињата, особено бидејќи знаеме дека околу 90% од родово базираното насилство отпаѓа на насилството врз жените и девојчињата, всушност представува нарушување на човековите права. И затоа сметам дека на таков начин се спречува можноста на жените и на девојчињата да се реализираат во целост. Со што доаѓаме во една состојба на структурна дискриминација. И практично на таков начин имаме состојба каде имаме родова нееднаквост помеѓу мажите и жените. Веќе кажа претходните панелисти и се согласувам дека со усвојувањето на Истанбулската конвенција имаме широка рамка како држава да се интервенира во повеќе области, да се носат законски решенија, да се работи на зајакнување на капацитетите на институциите и секако незаобиколен е и граѓанскиот сектор. Меѓутоа, оваа работа ќе остане безуспешна само ако ја гледаме како проект на одреден акцијски план. Справувањето со родово базираното насилство, особено со насилството врз жените и девојчињата, потребно е да биде наша секојдневна обврска и одговорност. Затоа што не треба да останеме само на говорење. Треба да дадеме поддршка, треба да ги охрабриме жртвите да го прекинат својот молк и да се спротивстават. Затоа што излез секогаш има. Воедно, нужно е институциите да бидат безпрекорни во овозможување на превенција, во овозможување на заштита и одговорност и навремено реагирање треба да се очекува и од правосудните органи, кои треба да испорачаат правдата за жртвите, како и службите кои што се, како што спомена и претходно, оние кои што треба да обезбедат услуги за заштита и закрепнување на жртвите од насилството. Но сепак би потенцирал уште еднаш сите ние кои што гласно зборуваме за борбата за спречување на насилството врз жените и девојчињата, треба неуморно, стратешки и тактички да бидеме посветени на оваа борба. Често пати, кога се зборува за насилство, сите прво што помислуваме е физичкото насилство. Видовме дека има насилството повеќе лица, повеќе форми. Значи, сексуално, психичко, емотивно и, за жал, економско. Само затоа што не се гледаат лузните на жртвата, не значи дека не постои насилство. Чисто пати потребно е да жртвите се охрабрат за да го пријават насилството, бидејќи за жал се соочуваат со срам и се соочуваат со страф. И тоа ги става во една безизлезна психодинамска спирала. Исто така, многу е важно жртвите да имаат лесно достапни информации за сервисите за поддршка, доколку решат да го напуштат домот или заедницата која што представува извор на насилството. Неопходно е жртвите да знаат дека нема да се соочат со осудување, нема да се соочат со стигма. Честопати не се осудуваат да преземат чекори затоа што не се сигурни дека можат да добијат непосредна помош. Исто така не се сигурни дека можат економски да опстанат. Во таа насока ќе го поздравам процесот за операционализација на Законот за спречување и заштита од насилството, при што се овозможува функционалност на услугите и механизмите кои ќе зајакнат поддршката за жртвите на насилството. Несомнено, потребни ни се интервенции на повеќе нива и во повеќе области со цел да се справиме успешно со насилството врз жените и девојчињата. Потребни ни се интегрирани политики, мултидисциплинарни мерки за спречување на насилството, програми за заштита и санкционирање на насилниците.
Во изминатиот период, сите заедно, работевме посветено на подобрување на сите овие процеси и сметам дека треба да продолжиме заедно во овој комплексен ангажман како партнери, заедно со UN агенциите, особено со мисијата на UNFPA, со Министерството за труд и социјала, со Министерството за внатрешни работи и останалите министерства во владата, но и со меѓународната заедница, особено со представниците од Обединетото кралство, Европската унија. И секако морам да го споменам и граѓанскиот сектор и на таков начин да се создаде еден систем за превенција и заштита. Колку повеќе ќе вложиме денес, толку повеќе идните генерации на девојки и жени ќе имаат безбедна структура на поддршка во која ќе можат да се реализираат себе си, без страв од дискриминација, осуда, без насилство и дури ако во одредена ситуација се најдат да бидат жртви на насилство, да бидат охрабрени дека можат да пријават, бидејќи тоа е единствениот начин да добијат поддршка, да добијат услуги за заштита и тоа единствено ќе може да биде гаранција дека сторителите на насилството ќе бидат казнети. Благодарам. Ви благодарам многу, доктор Ѓургиевска. Вие сте секогаш со нас, со сите нас кои што посветено и со многу страст се бориме против ова прашање и огромна благодарност за тоа. Истакнавте, вие повторивте како и сите говорници дека родово базираното насилство е дефинитивно кршење на човековите права и тоа е голема причина да треба да се бориме против него. Дека не само овие 16 дена на активизам, како што истакна и министерката Шахпаска и вие, дека секојдневно треба да се бориме, но да бидеме стратешки, тактични и да бидеме неуморни и упорни. Кажавте дека интервенциите треба да бидат на повеќе нивоа, што е точно, но оно што го кажавте и што е многу значајно е срамот, стравот, нешто што е, бидејќи ова прашање многу врзано со длабоката интима на лицата кои што се жртви на насилство, затоа и решенијата и искоренувањето е голем предизвик. Затоа треба да работиме многу со самите жртви и да ги изнајдеме причините зошто, прво зошто се случува насилство и не само со жртвите, туку со сите околу жртвата и со самите насилници, со семејствата, со заедниците и како да ги охрабриме истите да пријават доколку се веќе жртви на насилство. Затоа, секако тоа што го истакнавте, огромно значење има мултисекторскиот одговор, затоа што доколку жртвата не е сигурна дека ќе добие заштитата, таа нема ни да го пријави насилството, затоа што ќе биде повторно жртва на уште поголемо насилство. Ви благодарам уште еднаш многу и last but not least definitely ја поканувам нашата постојана координаторка, господја Росана Дуџак, исто така да даде свој придонес на оваа панел дискусија. Принципот на агендата 2030, никој да не биде изоставен, се базира на заштита на човековите права и во својот фокус ги става најзагрозените и најранливите групи, жени и девојчиња. Господја Дуџак, колку е значајна целосната имплементација на Истанбулската конвенција во Република Северна Македонија во справувањето со родово базираното насилство? Повелете.
Драга прва дама, драги министерка и драги партнери, мило ми е што сум дел од панелот и на еден начин ќе ги сумирам сите тие работи што колегите ги кажа. Пред се многу напредок се постигна, но тоа едноставно не е доволно додека жената и сите жени и деца се почувствуваат безбедно во нивните деца, нивните средини. Другите работи кои што ги спомна се имплементација на законските рамки и за законските рамки мислам дека во однос на сексуалното насилство врз жените е во согласност со Истанбулската конвенција и за елиминација на сите форми на дискриминација против жените и европските стандарди. И навистина ова е многу важен прв чекор. Но имплементацијата на законот е вториот столб, стожер и овдека имаме програми и проекти кои што мораме да ги поддржуваме. Третиот столб е за во однос на однесувањето, нашите норми, нашите однесувања, нашите уверувања. Ние треба да се посветиме да направиме работа, да се посветиме и да направиме политика за немање толеранција кон ова насилство. Овој процес е многу важен да се следи, да се следат принципот на никој нема да биде зоставен, бидејќи тие што се зоставени се жртви на насилство и тоа родово базирано насилство. Да се создаде една социјална безбедна средина каде што секој насилство ќе биде пријавено и каде што сите институции и заедницата да не дозволат жртвите и овие случаи на насилство да бидат непроцесирани. Треба да нагласам дека заедницата е многу важна во борбата против насилството врз жените. Тие што се на првата линија, што работат во заедницата, представници на јавните институции, како што се социјалните работници и представниците на граѓанските организации, се тие кои што може да направат најголема промена. Ние мораме да се осигураме дека луѓето се вклучени во сите сегменти во борбата против родовото базирано насилство, а представниците на граѓанските организации треба да бидат вклучени во имплементација на политики за и пружање на услуги на жртвите насилство. Сакам сите да се придружат од училиштата, од фабриките, преку граѓанските родителските организации. Сите родители, сите роднини треба да се вклучат и да се осигурат дека жртвите ќе го добијат потребната поддршка за да се избегне стигматизација и повторна злоупотреба. Во моментот кога сите ќе ја изврши својата улога во борбата против насилството, ќе постигнеме тоа. Ви благодарам. Thank you very much. I believe Ви благодарам многу на многу концизното ваше обраќање, јасно, со многу силни пораки. Рековте дека голем прогрес е направен, но не доволен очигледно. Се додека сите девојчиња и жени не се сигурни и добредојдени во своите домови, во своите заедници, не е завршена работата. Истакнавте ги поделивте некако на три дела прашањата. Прво, законската рамка, која што е прилично цврста, силна кај нас, широка, и ја истакна и другите говорници. Меѓународните конвенции, ратификацијата во нашата држава, значи дека имаме солидна правна основа. Имплементацијата на истите, дека постојат веќе доста програми, поддршка од различни меѓународни и национални фактори во имплементацијата на оваа законска рамка. Третото нешто што го споменавте и што провејуваше кај сите говорници е однесувањето, социјалните норми, практики, на кои што треба силно да работиме, особено улогата на заедницата, на социјалните работници, на невладиниот сектор, на оние што се во првата линија на фронтот, кои што всушност се со жртвите и со насилниците. Нивната улога секако, што јас ќе цитирам сега министерката, често пати споменува, ништо за нас без нас.
така и за ова прашање. Ништо за жртвите без вклучување на самите жртви. И се додека секој не даде свој придонес, нема да можеме да отидеме многу далеку. Нашите напори и трудови ќе останат на хартија. Секако дека нула толеранција за било каков вид на насилство е главното мото што треба да не води сите нас. Со ова би го завршиле првиот дел, односно главниот дел на денешната дискусија. Меѓутоа, пред да завршиме, би сакала ценетите панелисти да ги замолам во многу кратка, една минута, да дадат само по една порака, еден заклучок, нешто што ние ќе го понесеме како порака што би ни останала на сите нас за понатаму како порака воделка. Повелете, министерке. Многу тешко како министерка во една реченица да кажам се, затоа што ние сме сепак во центарот на креирањето на политиките. Јас би, врз основа на она што предходните панелисти говорија, би извлекла неколку заклучоци. Прво, неопходно е да има систематско собирање на податоци за насилството, односно негово пријавување. Тоа значи сите институции кои што се дел од мултидисциплинарниот, мултисекторски пристап треба да водат евиденција и таа евиденција евидентирана заеднички треба да биде консолидирана во Министерството за труд и социјална политика, затоа што кога креирате политики треба да ги имате вистинските бројки на насилство. Услугите и сервисите треба да ги спуштиме на локално ниво, на ниво на општини. Значи, тоа е прво и основно правило, затоа што кажав, насилството не се случува само во големите градови и метрополата, туку напротив и како се случува во рурални средини и на општинско ниво. Потребно е да направиме регионализација на услугите и на сервисите. Истанбулската конвенција вели едно легло на 10.000 жители за шелтер центри за прифаќање на жртви на насилство. Тоа е со досегашниве 13 сервиси не можеме да одговориме на барањата. Понатаму, она што е исто така значено во делот на подигнувањето на свеста, во воспоставувањето на родовата еднаквост, за која што говореа и предходните говорници. Ние како министерство го подготвивме драфтот и на нова верзија на законот за родова еднаквост, меѓутоа многу е значено воспоставувањето на ресурсен центар во кого ќе се врши обука на државни и јавни службеници за родово одговорно буџетирање. Уште при креирањето на буџетите мора да ја воспоставиме родовата компонента, ако сакаме да воспоставиме вистинска родова еднаквост, како во пристап на права, услуги, ресурси, еднакви плати за еднакви работни места. Генерално родовата еднаквост е предизвик со кој што се уште се борат и најразвиените европски земји, како што кажа представникот на европската делегација. Она што исто така е значајно е правото на избор. Тука гледам колегата Тофовски, тоа е наша заедничка битка кога ги правевме измените на законот за прекин на бременоста. Право на избор на жената да одлучи колку деца, во кој период од животот, со кој партнер, со колка во растојание меѓу нив. Правото на избор е едно основно елементарно човеково право и сум многу срекна што ова законско решение кај нас е во имплементација и сме лидери во тој правец. И на крајот ќе завршам со една реченица. Ова е мојата животна битка во политиката. Не само како министерка. Ова е приказна во која што верувам во име на сите жени. Ова е приказна и битка за мене. Но пред се за незините синови, за ќерките на Стефан и за моите ќерки. Да живеат во општество каде ќе бидат почитувани, затоа што се човечки суштества, а не пред се затоа што се жени и носат сукња, независно од незината должина. Така да ова е заедничка битка и навистина ми е чест што сите ние сме вака посветени и со страст работиме на ова прашање. На крајот, посебна благодарност на UNFPA и меѓутоа на незината екселенција британската амбасадорка и на британската амбасада Кралството Велика Британија за поддршката за овој проект кој што во следните 3 години ќе доведе до операционализација на сервисите, на услугите, да ги доближиме на оние на кои што навистина им се неопходни. Ви благодарам. Ви благодарам, министерке, навистина вашава изјава заслужува силен аплауз.
Ваша екселенција, амбасадор, ке повелете. I'm not sure there's Не знам дека што има потреба да се каже нешто после тоа. Да, мислам дека е време да создадеме едно општество каде што сите граѓани се безбедни и се способни да го достигнат својот целокупен потенцијал. А сите сме тука бидејќи сме посветени кон тоа да создадеме и да ставиме крај на родово базирано насилство. Па ви благодарам. Господине Худолин. Да, како што голема привилегија да седам помеѓу тие кои што се посветени жени како маж човек. Многу сум среќен што сум дел од овој панел и се обидувам да размислам дека постојат два процеси насоки, бидејќи мажите и жените се рамноправни. Момчињата и девојчињата, реалноста не е реалноста да тие се рамноправни. Треба да работиме од двете страни. Од една страна заштита на тие што им е потребна заштита, ни требаат превентивни мерки, треба да ги заштитиме и да ги зајакнеме и да направиме се од себе да стигнеме до тоа. Од друга страна треба да ги направиме да ги реализираме ова на економско ниво, во самото општество, во сите кои што играат улога во родовото базирано насилство. Како што министерката рече, нам ни е потребно да имаме податоци кои се причините и последиците на да имаме еднаква права во еднакви плати. Во ова треба да се работи во образовниот процес, во процесот на вработување, на сите нивоа во општеството. Значи, од една страна треба да ги загрижиме тие кои имаат потреба од заштита, а од друга страна треба да дадеме се од нас како граѓани да има со својот начин на размислување да го пружиме ова рамноправност меѓу половите. Благодарам. Професорке Георгиевска, повелете. Благодарам. Многу беше кажано и ви благодарам на прекрасните пораки и сосема се согласувам и поддржувам. И она само што би додала е дека видовме во основа дека има многу причини за насилството врз жените и девојчињата. Би извоила 3: недовербата во институциите, она што мене посебно ме загрижува, срамот од осуда и стравот од реперкусии. Значи, тоа се оние работи на кои што мора да работиме. Но, како што спомена доктор Шахпаска, личната заложба наша, да, и тоа е сосема точно и апсолутно се согласувам и ние сите овде сме затоа што лично се заложуваме за овие цели. Но, ние како институции имаме и обврска и одговорност да се бориме за овие цели. И сметам дека навистина мораме да дадеме не само говори, не само да зборуваме секојдневно. Ние мораме и фактичка поддршка и да им помагаме на жртвите на насилство да прекинат со молкот, да бидат погласни, да се спротивстават и на крај да излезат од вртлогот. Затоа што излез секогаш има. Благодарам. Точно така, благодарам многу. Господја Дуџак, повелете. Ви благодарам на сите, Афродита, ви благодарам што сум крајниот говорник би сакала да кажам дека ние сите сме тука, дека веруваме, можеме да го се справиме, да го спречиме насилството. Заедниците, институциите и сите поединци треба да работат за да се стави крај на насилството во негово искоренување. Мислам дека ова е борба која што треба да продолжиме. И треба да се сетиме дека треба посветеност и соработка на сите да го ставиме прекин на насилството. Почитувани панелисти, јас лично од моје име, од името на UNFPA, би сакала да ви се заблагодарам за ваквите богати ваши излагања, за силните пораки, посветеноста, за изложените значајни факти кои што се застрашувачки, за
трудот, заложбата, не само како представници на институции, меѓутоа и лични ваши, да се изнајдат решенија. И мислам дека сме многу чекори напред со самиот факт што имаме вакви лидери и посветени личности кои што можат да направат и да повлијаат на самиот процес. Оно што може да се заклучи е дека има голема решителност и посветеност за ставање крај на родово базираното насилство. Сите заедно можеме да сториме многу повеќе отколку секој посебно. Затоа да работиме партнерски, одговорно и посветено и да постигнеме навистина нула родово базирано насилство до 2030 година. Тоа ни се чини дека е многу далеку, но времето е навистина кратко. Уште еднаш голема благодарност до сите присутни тука. Сигурно имате доста прашања, имате коментари. Верувам дека сите вие што сте тука и што не следите онлайн, сте исто големи поборници за ставање крај на родово базираното насилство. Меѓутоа, денеска е само еден час или еден момент кога ние сме собрани овдека и како што рече господинот Худолин, од сите приоритети сериозно ја прифатил поканата, што значи дека постои големо разбирање и посветеност на оваа тема. И секој од нас, ако може, со неколку околу нас, да си поставиме задача и цел, тоа што го кажа и говорниците, да работиме на ова прашање, мислам дека можеме да направиме многу. Ви благодарам, довидување, среќни празници, благодарност до тимот на UNFPA за организирање на настанот, до тимот на Британската амбасада за партнерската работа, до тимовите на сите ваши канцеларии, на нашите говорници, за да оваа дискусија биде оваква како што е. Се надевам за вас беше корисна и мотивирачка пред се. Среќни празници, пријатно.